od roditelj-staratelj. Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Thank you very much, широкиот кадар, мојата спорт били торбичка, а веднаш до неа и елкичка. Не знам дали имаме подобар кадар, но еве ја имам, ја имаме и тука. Елката во кадар, ќе се симнеш и ќе ја кренеш да се фати звездата петокрака, за да можеме да ја пееме и у тунелу усред мрак. Шега на страна. Елката го символизира големиот празник кој ни доаѓа, раѓањето на Исус Христос, Божик, а звездата на врвот на елките го символизира. Не се гледа ни од тука. Не, ни еден кадар не наместив. Океј, ќе наместиме во меѓувреме, кај и да е. Звездата символизира звездата од Витлеем, звездата која тројцата мудреци ја имаат следено, кој им го покажала патот, затоа што во нивните пророштва знаеле дека доаѓа спасителот на светот и ќе се роди спасителот на светот. И тројцата мудреци со дарови барале каде ќе биде и кој. Доаѓале од исток, доаѓале од далеку, ништо не знаеле, а водилка им била звездата која на некој начин точно ги довела до местото над пештерата, над Витлеем и така со една... Има разни преданија што и како го нашле и се поклониле пред новороденецот, пред Господ Исус Христос, каде Пресвета Марија Богородица го има родено. Скромно и онака како што доликува на Бог кој се отелотвори да биде еднаков меѓу луѓето, за да покаже дека и он со нас страда и сострадува. Она што е интересно е што научниците денеска дозна една работа, ова како куриозитет ви го кажувам. Добра е све кадрите овде. Ја би сакал и овој кадар да ми го расшириш, да се фати елката. Чисто ако сум подалеку, пошто знам дека сум сува лепота и ке ме... Да, смене тој, тереј, да. Само одзумирај. А ако сум подалеку, знам дека сум сува лепота и ке патат што не ме гледаат од блиско, ама, нели, некако ми е мерак сега елката да биде, дарови, нешто, ете, славиме. Звездата е точно во... Се гледа убаво целата? Да? Одзумири уште малце. Перфекшн. Така, звездичката ми е битна, звездата од Витлеем и на некој начин символот на целава работа. Тоа е символот на елката. Даровите, звездата, Христовото раѓање и спасителот на светот. Не секогаш имаме години и мигови и периоди за славење, но знаете како, некогаш имаме да прославиме во раскош, некогаш имаме да прославиме многу скромно. Елката кај домаќини луѓе е скромна работа. Знаете како, мој совет ви е, особено за младите што стапувате во брак, земете елка и да речеме, еве сте стапиле во брак и така натаму, и сега првата година купувате мала елка, нели?
или она што се одвестува во вашиот простор, се купува соодветно, не можеш да купиш од 3 метра, 2,5 метра, имаш мало станче. Ке си земеш помала и така натаму. Мене од чисто естетски причини вака да ја имам во кадар, нели? И да побегнам малце поише од камерата. Накитете со неколку лампиончиња. И потоа секоја година, заедно со децата, додавајте по +1. Значи, јас знам луѓе домаќини кои имаат лампиони старии по 40-50 години. И многу внимателно тоа го прават и ги чуваат и секоја година, ете, да не идат на големи трошоци, малце ќе надополнат со еден лампион. Или може би ќе се потпишат, па некој, нели, дошол во фамилијата, некој отишол и така натаму и се обележува и си прават луѓето убава традиција со тоа. Океј. Суштината секогаш е најважна, но јас се согласувам дека битна е формата. Инаку не би се бричал, не би се шишал, би доаѓал увреќа, да, формата ни е исто така важна и уживајте во естетиката на сивите денови, овие се најтемните денови и така натаму и прекрасно е што барем во овој период. Инаку мене кога би ме прашал некој, Нова година не би славеле сега. Божик, да, апсолутно Божик. И тоа не ми е гајле дали е по јулијански или по грегоријански календар. Дали ќе го славиме во декември или во јануари и така натаму, сосема не ми е небитно. Само Нова година да не биде пред Божик. Дури се согласувам од све да се предадам само раат да биде. Да не морам да постам за Нова година. Постењето ми е до Божик. После удри бригу на веселје. Прасики беште, држите те. Така малце е шизофрено, нели? Глумиме православци, не идеме, ама од датумот не го даваме, ама на причестине нема. Знаете што? Многу таа форма. Но може и да го разговараме друг пат, затоа што денеска сосема друга работа. Ломотам, плямпам, малку да дојде загревање, луѓе, знаеш, бидејќи научени се на подкаст, си гледаат кога им е кеф и така натаму. Сакам да, нели, дојдеме бидејќи имам една политичка тема која сакам да слушнам ваше мислење, да прочитам ваше мислење, да се вклучите во емисија. Се надевам дека Марко како октопод ќе успее да се снајде и да ја напише дури и темата, а тоа ќе биде гонење, организиран криминал. Имено американците доаѓаа со специјален тим да гонат значи организиран криминал, еве. На памет сега во живо се договараме што ќе биде титлот. Тоа е едно. Виберот можеш да го ставиш исто така евентуално ако некој се јави, ама нема да се јави. Праќајте пораки. Вибер на крај на толку телефони, знаеш ли што наоѓам? Пропуштени повици на Вибер звонат. Абе луѓе, мислам, звони на Вибер, директно ќе те вклучам во емисија по ова. Он звони на телефонот, на телефонскиот број преку GSM мрежата. Нема се. Океј. Разни луѓе, различно си разбираат, no hard feelings. Зашлајфував на 300 теми и која ми беше првичната, иди сега врати се. Пред 30 години тоа беше бомбона, вака се враќав, човече. Као микропроцесор квантен. Сега... Како? Завршивме за елката. Символиката. Точно. Кога би славел Нова година? 31 декември, јас стварно не знам што се слави. Календарска овона, ни у космос, ништо не значи. Значи 8 март, 2 февруари има некое значење. Ден на правата на хомосексуалците. Мислам, поимена. Или така го измисливме ние. 8 март, ден на правата на жените. Жените кога станале и се бореле за сопствен глас. Тоа е празник и по 1 мај. 1 мај феноменална работа. Секако. Најголемиот празник е Великден, Христовото воскресение, победата на смртта, доказот дека сме вечни, дека вечно ќе живееме. Од тоа што сакаш подобра бе, цреп. Туку многу ме боли ова со Нова година, 31.1. Што славиме?
смената на календарот, ни због тиса овие разголени дами што ги имаме на нашиот календар, па ги заменуваме сега со новите, хајде малце нешто ново да гледам. Помеѓу декември и јануар апсолутно ништо не се случува. Нема рамнодневица, нема промена на времето, нема радикална промена на времето, но младенци е идеален ден, например. Март месец. Тоа е крајот на зимата и почеток на пролета. На младенци е совршен датум. Завршува зимата, завршува темниот период и започнува да расте животот, да се размножува, и тоа е младенци. Нема поубав празник од младенци во суштината, зборам. Во суштината. За некој е 8 март, можеби. Ворете и тоа, нели? Choice is a powerful thing и никого не треба да судиме заради неговите избори. Американците си имаат Thanksgiving, западната цивилизација, источната си ја има нивната нова година таму, дури у февруари им доаѓа. Кинеската нова година. Еврејската доаѓа во септември. Црковната нова година е во септември, например. А не знам дали сте знаели или не, ама дури и нашата црковна нова година е во септември. Проверете си, гуглајте, има све да си се разберете. И така, испљампувам за да издишеме малку и за да можам да ја почнам, сакам да го почнам разговорот во врска со корупцијата. Че сега само малку да отворам, да се видиме, да видам каков е стримот. Режијата ќе префрли мојот компјутер. Ќе гледаме, нема да слушаме. Да, еве го стримот, феноменално. Значи, газење е просто 22 луѓе ме гледаат. Можеш да го префрлиш кадарот на компјутерот? Да, браво, браво. 22 не гледа. Ова е неверова, ова нема у Београду. Да видиме што е главна вест. Бугари ушли у Софију. Ние то, јесте то. Океј, така што... Добро. Суха лепота, видиш. Види како е ово лепо, па онда кто... Да, ова се пофалив дека ја накити фелката. Суха лепота, што вика комшијата мој, да соблечеш кондурите искри од петиците да летаат. И така. Некоја најава се надарнучи и така натаму. Инако, значи, темата која ја сакаме американците да ќе доаѓаат со тим, значи специјален тим од Вашингтон кој ќе лови корумпирани политичари. Ните чудо, ните нешто ново, затоа што во нашата земја агенти на ДЕА се истоварија пред некоја година и ловеа, ова се ДЕА, да, иако изгледаат вака, она е владина организација, не мора звук да иде, ја ќе јадам бурек. Значи, она е организација на дел од владата на Соединетите Американски држави, специјална единица и оделение кое се бори против дрогата. И, нели, оние кои ја дилаат и така натаму. Нивната борба е, гледате, и на моменти не е само како агенти, не е само фраерска, туку full military equipment, потполно опремени специјалци, кои се специализирани за ваква борба во најтешки услови. Они идат и во Колумбија, идат во Мексико, идат во други земји, секако во договор со владите, не интервенираат без тоа да се знае, но влади кои не можат да се соочат со криминалот, влади кои се корумпирани, земји кои се корумпирани, земји каде што не може да се излезе на крај со корупцијата и со дилањето и со продажбата и трговијата со најмногу кокаин, а секако и другите помалку фатални недозволени субстанци, ДЕА интервенира во такви земји. Секако ДЕА нема да ја видите во Германија, во Италија, нема да ја видите во Србија, нема да ја видите во Франција, нема да ја видите во Обединетото кралство, но ќе ја видите во Македонија и ќе ја видите во третокласни, корумпирани, полураспаднати земји. За жал, ова го зборам за мојата Македонија, која не е само под политички притисок на собствено идентитетско
идентитетски обстанок, туку толку е во целава работа корумпирана да потребна интервенција од страна. Имено, едно кратко моје излагање, кое одамна го зборам дека уште пред 20 години, нормално никој не се слагаше тогаш со мене, сметав дека кај нас треба, и ден денеска сметам, дека борбата на корупцијата не почнува од лево, од десно, од мене и од тебе. Борбата против корупцијата почнува у судството. Не е заради судиите вакви или такви, тука мислам вие сте забегани. Они отпосле стана, они се слика и прилика на сево ова што сме ние, но не беа заштитени. Значи, нашиот правосуден систем, луѓето кои работат во него, не беа заштитени од политичарите. Денеска знаеме дека една партија, која не е ни најголема, туку може би четврта партија во државава, која не е ни македонска, владее потполно со земјата, со судството, правосудството и полицијата. Не може да се уапси некој ако интервенира против нивни член, не може да се реагира, не може да се казни, а нивни се миленици на Западот затоа што извршуваат политички агенди битни од геостратешки аспект. Така што станува се демагогија додека да видиме, често викаме, американците знаат да те пуштат низ вода ако ја претереш, па да видиме дали и тоа ќе се бдики. Новата американска амбасадорка најави дека тим од американски тим доаѓа во Македонија кој ќе се бори против корумпирани политичари. Јас се надевам дека вака ќе биде борбата. Секако дека нема вака да биде, тоа ќе биде нешто затоа што не им успеа со специјалното јавно обвинителство. Имено американците и целиот Запад беше убеден дека со промената на власта, дека овие кои си ги поставија им е збоктисано и на шарените револуционери и на партијата на власт, која се уште не владее, дека им е збоктисано од корумпираноста, бидејќи тоа беше флоскулата. Ја рушевме претходната власт, бидејќи била криминогена, криминална, тоталитаристичка, антиевропска, краделе и многу украле, не знам, за 10 години. Успеа шампиониве за 3-4 години сето тоа да го надминат за... Ако македонскиот долг беше, надворешен долг беше 1-2 милиарди, да речеме, кога дојдоа на власт, сега е 7. А парите не ги гледаме. Автопатот братство убиство, како ли се вика сега оној што иде од Петровец на кај Велес, се уште се прави. Колку години? Ја не знам како не се јави еден кај мене у емисија, чисто случајно онака збоктисан. Слушај, Јанко, и ти и све у мајчину, коли искршивме. Се сеќавате, го памтите, од Велес кога дојаѓате на кај Скопје? Една лента, ама не ни допира до вас. Толку сте навикнати дека тоа не функционира, да не се буни. Има бунење за, например, Охрид Кичево, ама ја дури не памтам еден, двајца ако се јавиле во емисија, не само кај мене сегде. Се навикнавме дека тоа нема да се случи. И тоа се приказни, чекајќи го годо. Тоа е она кога, како викавме ние, Југославија ви текнуе, што се символот на распадот на Југославија, што е? Тоа е Брчко Бановичи. Пруга која се почне и никогаш не се заврши. Ете, тоа е причата со Македонија. Пругата кон Бугарија. Колку пати ја отвара? Ја отвараше Љупчо, ја отвараше Бранко, ја отвараше Грујо, ја отвараше Зоки, ја отвараше овој. И се, без срам, без перде се лаже. Знаете што, у моментот што ќе се каже, види, кога ние, знаете што, некој ќе ми рече, види што не Данела, вие уште не го знаеш што, не можам, затоа што уште не го прежвакавте, го голтнавте, а ја не можам да го прежвакам, отвори, кога дојде на власт, се сеќавате Шилегов што отвори? Како ново? И тоа игравте вака, со раце кренати. Автобуската станица во ГТЦ. ГТЦ направен 75-та. 75-та година е отворена таа автобуска станица и функционираше. И нешто 5-6 години се затвори, они ја отвориле. Што е? Ја изградивте? Што направивте?
Направија, не знам што направија. И тоа помина кај вас. Не да помина, со акламација помина. Без проблем помина. Едноставно, имаме побитни работи. И така имаме побитни работи. Додека не се прежвакат и сега јако актуелностивете. Ало бре, луѓе. Знам дека Заборовата е голема работа, ама знаеш колку ме хейтавте кога зборев во... Ја памтам, затоа што ја ги носам траумите. Кога пред 15 години зборев дека ќе се смени името. Дека целата игранка е да се смени името. Вака бела пена од усти ви идеше, вака ќе те задавам, вика со заби. Се сеќам еден ми се јаво и вика со заби кркланот ќе ти го извадам. Какво мењање, ти си ненормален. Еве го. Кај си ти со забите, жити се, молим те, дојди со забите да ми го изедеш гркланот. Грклан ми го викаат. Гркланот. Бог да чува. Не им успеа проектот со Катица Јанева. Катица Јанева, знаеш што, не ми е гајле што ја повторувам реченицава, дури со исти след и исти атрибути кои сум ги користел и ќе ги користам. Катица Јанева беше некрунисана кралица на Македонија. Да. Кралица на Македонија. Нези беа доделени 40 разбойници, помошници. И беше дадена максимална плата. И беше дадено карт бланш да гони кого сака, колку сака, што сака за криминал. Сите странци ја посетија и дадоа поддршка. Тиква има некаков процес у тоа, има некаков квантен процес. Ја не можам да разберам. Другарот на Лила и троседи, рекети и све и така натаму. Зашто? Не живеана. Намерно било ово, било Терајте си вие теории на заговорот, дали земјата е рамна и дали сме слетале на месечината и дали се учипени оние што се вакцинирале. Секоја патологија мора да си најде свој добар одговор за да биде издржана. Што со те? Жената можеше доживотно сега. Само да апси, дојди документи, побрза постапка, све. Италијаните тоа го направија и вие го знаете. Еден дури и погина, специјален јавен обвинител. Сега треба имиња да ви вадам. Не знаете? Ако ви се случува, ако не знаете. Ово се историски личности, борци за слобода. Не е ова само Деви Крокет, Гоце Делчев, Питу Гули, Карпош. Ова се современи борци на слобода кои се соочиле со модерниот проблем. Значи не збориме војна, она што ја кочело државата. Тој човек со својата жртва и начинот како се избори ја ослободи Италија да пркне, да крене глава од 70-тите. Од се и се што. Мафијата успеја не да ја уништа, да ја преиначат, да ја изобличат, да ја внесат во системот, да се отргне од таква дегенерираност. Сегде има криминал, сегде има организиран криминал. Само треба да го донесеш, знаеш како и ние имаме вируси у нас, сите вируси ги имаме, ако имаш 40% вирус, имаш температура 40. Не функционираш, брат. Сведи го вирусот на 3%, на 4%, здрав си и функционираш. Имаш шанса дури со време и да се исчистиш тотално, ако имаш добра волја, здрава волја, влезеш у кетоза, ослабиш, вежбаш и така натаму. Но и ако си послаб, може да функционираш. Сите органи да ти бидат благодарни зашто си го намалил вирусот, патогените вируси, патогените бактерии во сопственото тело. Ако сакате некоја аналогија, држава и тело. И сега американците увидуваат дека тоа не помага. Пред 2-3 години ни пратија силна порака. Вие што правевте пред 2-3 години? Искачавте на балкон на Филипче да му аплаудирате. На сите јавно, дури од нивни медиуми, докажани фатени, коруптивни скандали, со вакцини, со пари, со бутање пари. Австралијанецот го гледавме како бута у торбата еврики и никому ништо. Ова не ела.
Радован Тречи, немој да почнем само него да го цитирам, има цела емисија, пошто на памет го знам. Зоран Радмиловиќ. Бог да го прости, генијалец. Ама се однесува и за нашиве простори, затоа што мора така да биде. Направи ја журка и диџеј. Неќу. Како не? Има да се мачите. Има вечерва у оваа прекрасна, шармантна атмосфера со елкичка, китичка, со светоа, вака, да ни се повраќа, да се соочиме со огледалото. Ама се соочуваме секој ден. Не се соочуват. Да се соочувавме и да си го артикулираме. Знаете како? Кога нешто не ти е во ред, кога не си во ред, збори си го у огледало, макар каже го, да, шизофрено изгледа, не е нормално. Ама преслушај се, нели, кога правиш муавет, збори си искрено со некого, ама не да се правдаш. Да се онеправдаш. Да кажеш колку си бил глуп, колку си грешил, колку погрешно си мислел. Пошто не идете во црква, немате духовен живот, не се исповедате, барем најдете пријател да му се исповедате и да си ги изговорите најискрено сите оние собствени мани. Така што ние со емисијава тоа го правиме. Се избориме, само има една работа. Знаеш, ние детектираме. Овој бил лош, оној бил лош. Оваа била лоша, онаа била лоша. Убаво што ги детектираме. Само нивниот лошотилок треба да го прифатиме како собствен. Само со такво реално чувство можеме да дојдеме до некаква идеја како би можеле тоа да го промениме. Значи, американците видоа во оваа нивна инвестиција, ја одамна викам, Македонија е интерес на Америка повеќе од 100 години. Ничи друг. На другите што им било интерес, им било за окупација. На Америка сосема други во геостратешки размери. И затоа Америка била пријател на Македонија. Русија еднаш била, еднаш не била, па укинување на Охридската архиепископија, па Букурешкиот договор, поделбата на Македонија. Русија си одиграла улога. Сега сменила, не сменила, ово, она, ваму и таму. Америка си има константно. Сите викаат Америка сакала да ја уништи Македонија. Ја мислам дека Америка да сакаше да ја уништи Македонија, да не постои, одамна немаше да постоиме. Се согласувате? Пошто не гледам дека дадовме некаков отпор. А на крајот на криштата стварно инвестираат тука. И сега гледаат, чекаве полека. Тоа е тешка машинерија. Они не реагираат одма. Знаеш, не е тоа НАТО бомбардери. И сега викаат, чекај, инвестиравме во медиумиве во кои ние инвестиравме, корумпирани. Политичариве, ние кои ги поддржавме, корумпирани. Сега, знаете како, во Македонија има сегде корупција. Има во ТВ Сонце Јади Бурек, Јанко Илковски е корумпиран. Апсолутно признавам дека сум корумпиран. Има во град Скопје, има во општина Аеродром, Ѓорче Петров, Бутел, ово, има. Низ другите градови има, сегде има, во парламентот има, во партиите има. Сегде има, само кај дуи нема. И сега амбасадорка мене многу ми се допадна, а немам избор, морам само да чекам и да гледам. Што детектирам? Детектирам, например, она се сретна скоро со сите политичари. Има една многу срдечна фотографија, она со Али Ахмети. Тоа е можеби едно од најсрдечните. Сега ако читаш говор на тело, израз и така натаму, тоа е како брачен пар да се сретнал, разделени сме со години. Значи љубов искрена, поддршка и така натаму. Да не се лажеме, албанците се послаа за американските интереси на Балканот и се спремни до последен да гинат. И американците тоа им го почитуваат. Ние не. Но, дали борбата за криминал и овие тимови, тоа е моето прашање, дали борбата против корупцијата ќе биде селективна? Тоа е едното прашање. Дали конечно доаѓа денот Д, кога им е збоктисано на нашиве, кои увидоа, значи зборам на странскиот фактор, американциве, кои увидоа дека Македонија сама не може, дека судството е отидено јабана и немојте да ги хејтате судиите,
Zato što никој од нас не знае како се уценети со деца, со фамилии, со роднини, со пријатели. Не мора да е корумпиран. Може да е најчист судија, може да му ја виткаат раката преку некој близок кој му е болен или кој му е близок или кој му значи. И тоа е многу, многу тешка борба. Не сме сите Кајзер Созе. Кајзер Созе знаете што направи со својата фамилија за да не може никој да му се заканува. Си ги уби жената и децата, за да не може ни еден криминалец да го уценува вака да правиш, така да правиш. Ама тоа е Кајзер Созе. Usual suspect кој го гледал. Но ние сите имаме за некого за кого да се бориме. Колку и се нашите принципи во борбата за правда да си ги жртвуваме децата, македонецот не. Ретки поединци можеби. Ние како народ не можеме да си жртвуваме. Премалку имаме, ние од софра нема да си жртвуваме, не за нешто повеќе. Затоа во Македонија никогаш немало револуција, а нема никогаш ни да има. Но ќе има поединци, храбри, кои ќе направат нешто. И нив народ нема да ги следи. Знаете зошто? Се додека во оваа емисија најмногу јавувања, знаете што имало? Имало кога ќе се јават и ќе речат, а нема кој да го поведе народот. Токму затоа. Токму затоа што народот се прашува. Народот не делува. Народот чека. И кога ќе направи некој, народот нема да го следи. Не. Нема да го следи. Ќе седи, ќе чека и ќе коментира кај мене на интернет. Вака си требал, онака си требал. Ова си требал, она си требал. Значи, истото ќе го кажам, еве, и за Ковачевски, и за Данела, и за Мицкоски. Излегле, направил тоа што мислел дека треба да направи. Заследи да некого? Не. А го коментираш, да. Што коментираш? Или излези делувај во тоа што веруваш, или излези делувај против тоа. Не е се улица. Има начини како да се делува. Не ми биди коментатор. Бољи од коментатор од мене не можеш да бидеш, бидејќи ја кариера направив со спортските коментари од светското првенство, кои, фала Богу, не ги направив. Ме удри малце на суета затоа што сакав да се вратам, но подобро е нека остане легендата затоа што едва и чека овие така наречени совети на радиоконтузии и така натаму и разноразни душебрижници кои сега ловат дал си кажал бугарин, дал си кажал татарин, дал си кажал ова, дал си го навредил бугаринот, гркот, албанецот, ова, она. Само македонци можеш да навредуваш, тука никој нема да те рчне. Дал си кажал ќумбе, дал си кажал педер, геј, ибне или ова или она. Така што, супер. Кој памти, кој не памти, било некогаш, пријатно, нема потреба се да се враќа. Значи, корупцијата во Македонија ја имаме сегде. Дали мислите дека конечно е збогтисано и конечно оваа енергична американска амбасадорка презема сериозни мерки да се истресе? Третата варијанта, која е исто така малициозна и која е од контрабанда пуштена, е дека сево ова се прави за притисок за уставните промени да се направат, дека сево ова ќе резултира со прогон на опозицијски претежно политичари и така натаму, не платил казна или што ти ја знам кредит невратен, такви работи или ова правил, она правил. Дали ќе биде неселективно? Не знам. Може тоа да го направат, но чисто се сомневам затоа што колку и да имаат агенда, нив може да им се удри од глава. Имено, американците со својата погрешна политика спрема Косово, како му извојуваа и издействуваа ѓоамити независност, истото го направи Русија со Крим. Верувајте дека горко се кајат заради тие потези, затоа што Путин им рече Крим барем имаше референдум, на Косово прогласите независност, ама не било исто беше. Иди сега докажуј се. Значи, у меѓународните, зошто им е битна Македонија, еве да речеме, ај као територија, кога ќе се седне русот, кинезот или било кој фактор денеска од БРИКС, Индија, Африка, Бразил и Аргентина, ќе им рече, извинете, вие ни велите вака да направиме, еве вие Македонија, ваш протекторат. Нели, вие се залагавте во Македонија. Гледате каква е корупцијата. Гледате што се случува. И то оние вие што ги донесовте на власт, значи,
За маци идат побавно тие работи. Не се сите црепои како Трамп. Што му викавме на Доналд Трамп? Ало, истото што го направија на 27 април, тебе ќе ти го направи, ти му го направија. Зашто? И он е само бендисан, колку и да го сакам. Си има свој мани и он, како човек. Така што на американската надворешна политика е потребен реален успех. Знаете, Америка да не успееше да ја крене Јапонија после Втората светска војна, да ги залечи раните од атомската војна, од Втората светска војна, да не успееше да ја крене Јужна Кореја. Има земји кои што не успеа и што не, но имаме земји кои се примери пар екселанс. Видете го еден Тајван, видете ја Јужна Кореја, видете ја Јапонија. Тоа се земји кои директно под американска капа. Секако дека има што да се критикуваат американците, но има што да се фалат. Ја ако би бирал чизма источна или западна, ја би бирал западна. Од двете зла помалото, но најмногу би сакал да немам чизма. Не сакам ни моја чизма да ме гази. Неќам ни ВМРО-вска и имав проблеми со таа, имам и со оваа СДСМовска. И сега прашање на естетика, кој е подобар, кој не. Океј. Замолувам режијата, значи, бидејќи нели, треба загревање, еден монолог од пола сат, неколку пати да се повторам, па да ги отвориме телефоните, да отвориме се она, ја да читнам малку има ли нешто лав бед на темава корупција и дали доаѓањето на тимот за борба против корупција кој ќе гони корумпирани политичари кај нас, ќе успее во тоа или мислите нешто друго. Иако искрено ви кажувам, ја не би навлегал во тоа споредни агенди, може да има споредна агенда во третото, но на прво, ова ако не им успее, ова ќе биде и меѓународна брука на американците. Значи, мислам дека Соединетите Американски држави и тоа како сериозно, не ова зборам владата на Бајден или ова се демократите, либералите, републиканците и така натаму. Ова е геостратешка политика на Соединетите Американски држави која не се менува. Се сеќавате дека под Доналд Трамп ништо посебно не се смени спрема нас? Ништо. Нула. Зилч. Зеро. Толку. Освен едно добро чувство дека она соросоидна багра то попи добар шамар. Ете тоа, затоа што, нели, прилично не газе. Телефоните се тука, јас сум подготвен, ги чекам вашите коментари, а ќе разгледам малце во меѓувреме дали и вие евентуално нешто имате коментар на оваа тема на Facebook, на стримот или било каде. Добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. Океј, чекаме да чуеме. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро вечер, повелете, во програма сте, говорете. Ја ќе заќутам да ве чујам убаво. Момент, да. Говорете. Добро вечер, Јанко, здраво. Здраво, повели. Јас од Берво се јавувам. Сакам да се слушам у вези овие реклами бе што се за кредити бе, брзи кредити. За нашите спортисти, како што се Пандев, Лазаров, па и Иже, толку се предадени на богот на парите на моном, што ги заведуваат нашите млади. И сакам еден апел до нив. Они имаат заработено доста пари и не им требаат овие пари од овие реклами, што ги рекламираат овие брзи кредити, да ги упропастуваат младите, зашто тоа се проклети пари, а младите се несовисни и сакаат лесни пари и добар живот, а они со нивниот имидж кој го имаат по нашата земја,
им овозможуваат со леснотија да земаат и да постигнуваат по брзи кредити и ги упропастуваат цели семејства. Затоа апелирам да се свестат, да си го живеат својот живот кој Бог им го дал со својот талент кој го имаат, да прекинат со овие реклами, едноставно да ги остават млади да си го живеат својот живот, а не да рекламираат дека имаат мирен и спокоен живот и брзи кредити. Тоа од мене, Јанко, биди ми поздравен, а со Америка си има своја агенда. Она е моментално Рим и она владее со светот и сака да бидат послушни тие кои се назначени од нејзе. Еве ви пожелувам мирна и благословена вечер. Бидете ми благословени. Бог со вас. Пријатна и убава вечер. Ве слушаме. Биди ми жив и здрав. Се најубаво. Чао. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Благодарам што споделивте вашето размислување со нас. Не е битно дали јас или било кој се слага или не се слага, дали ви дава поддршка. Целата поента е да си размениме мислење и да си ги кажеме мислењата, па и себе да се преслушаме во сопствените ставови. Нема ништо поздраво и подобро од тоа. Комуникација, личен однос, разговор, многу е едноставен животот, барем во тој сегмент. Добро вечер, повелете. И затоа и уживам мислите, да ви ги чујам мислењата. Вака, во однос на тоа, комуникација, тоа значи не е играчка, тоа е психолошка, како да кажам, војна меѓу комуникацијата и луѓето, со комуникацијата, луѓето го јачат и имунитетот. Они го виделе тоа, што се, да ги речем, старосили, нели? Психолози, онако, ама квази научници на страната на злото. И затоа ја измислија таа пандемија во некоја насока, а во друга насока па и вистински постоеше. Постоеше, ама на вестински начин. Со прскање, со труење, со... И зашто вика, чуваемо баке и дедовце за деца, лако чема, ќе направиме деца. Разбираш. И така одат едни по едни, група по група, да ги уништуваат. Да речеме стари, па после други ги маркираат, па овие наркомани, па овие, што ти ја знам, таму некои ранливи групи што викаат геови, меови, змеови, што ти ја знам. И со тоа, значи, се изолираат едни по едни и така убиваат човек по човек, група по група, народ по народ, вера по вера. Значи, таа е една огромна стратегија што секој не може или па не сака да разбере. Али важно треба да се каже дека е Господ над сето тоа и не може никој да излезе над него. Ние психолог, ние сатанист не може да види. Мада некои се запослуваат, да речеме во државни работи, со кодошење, со ово, напредуваат во кариера, Океј, ајте молам темата гонење на организиран криминал, дали би ми кажал нешто на оваа тема? Напредуваат, но нема да биде тоа вечно. Секако е ограничено. И ова војна што е во Русија и ајде не ја чепкам, не ми треба. Вештачки е, значи хибридна војна. Да гинат повише христијани би себе се уништуваат, и тој е дел геноцид, после ќе одат на католици, па на муслимани, па на протестанти. Режија, ја да му се заблагодариме на гледачот, малку се оддалечуваме од темата. Би идел со следниот гледач и би ве замолил ако може малку да чуеме на тема. Знам дека не секогаш сте инспирирани за темата, но има луѓе кои може нешто интересно да кажат, а ја би сакал да го слушнам. Тоа мене ми е важно, затоа што утре и во некој разговор со некој интервју, со некој политичар би ми помогнало овие сознанија како вие ги перцепирате. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вака сега да се надоврзам на претходниот гледач, односно гледач и слушател, за уништувањето на младите. Сакав да нагласам, дали оваа влада
имат малку доблест со отварање на овие казина на секој ќош. Ги упропасти цели фамилии, значи. Дали може нешто да се преземе околу тоа да Благодарам се за затворат? јавувањето. Господјо, значи, Молам? ја би ве замолил, прочитајте што е темата. Ретко ви давам слобода што сакате, кому сакате, со години, 2 децени. Ја само молам, еве испочитувајте ме еднаш у 3 месеца давам тема. А ако не можете, стварно се надевам дека ќе можете да кажете и на друга телевизија. Еве јас сум спремен сега да ја прекинам емисијата, ако неќете за благодарам, лека ноќ и пријатно, да збориме за гонење на организиран криминал. Затоа што вам ви се видјава нешто, казината ви биле криви, пазарите ви биле криви, владата отварала, не отварала. Ја викам дека сето тоа е резултат на организиран криминал. И сега ви давам малку, ама нели, малку е тешка темата, малку треба да. И сега, ова е добро. Ако не сте за подготвени и не знаете на оваа тема, уште подобро. Ќе носам гости кои ќе разговараат и кажуваат како е организиран криминалот во Македонија, што е. Ние очигледно немаме, ние, кај ни завршува кладилниците, брзи кредити и така натаму. И тука мислиме дека ние, додека нели политичарите имаме организиран криминал во секој сегмент, ние се занимаваме со, како да ви кажам, со смешниот проблем. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Вака, да ви кажам искрено, не сум ве гледал одамна, али вака вртев програмите и налетав на вашиот говор, што беше пред 5 минути, 10 минути. Право да ви кажам, браво, епохален говор и мене не ми јасно овие што се јавуваат како зборат за некои други и мене не ми јасно што се збори. А вие убаво зборевте за ова што се случуваше во Македонија последниве години, ова катастрофа што се случува со Македонија. Јас само сакам едно прашање да поставам во јавноста. Па добро, зашто имаме ние министар за внатрешни работи? Зашто имаме судови? Зашто имаме обвинителства? Зашто ни требаат американци, тројца или петорица, колку доаѓаат, они да го следат системот нас? Они не знаат македонски. Не знаат кој крадел, не знаат. Осте што збориме ние дека они се запознаети со све. Не се запознаети. Они идат, доаѓаат тука со некој свој интерес. Па ние имаме министар наш, што знае кој како дише. Јанко, да ви кажам право, државата функционира кога треба. Јас сум имал искуство лично. Значи, за најголема ситница доаѓаат 4 алфи. Значи, доаѓаат 4 затвореника да рушат, доаѓаат това. Значи, државата си функционира перфектно. Али за мене, за некој друг. Ова е многу добро. Молим? Ова е многу јако што го извади. Ама така е да знаете. Не, многу добра ти е перцепцијата. Знаеш, викаме државата не функционира, ништо, а таму, не знам, еве, направи вратата еден пола метро да ти искача. Точно. Море, која ќе ти... Кебапи укради. Кебапи укради. Кило кебапи. Јанко, не дај Боже да те фатат на пик. Значи нешто да им контрираш на било што, на општина, на партија, на ова, на она, тоа си функционира државата перфектно. Перфектно. Еве ја ви кажам од моје искуство. Тоа каква Америка, какво? Али кога не треба да функционира, тогаш не функционира. Тогаш не постои ни министерство, не постои ни држава, не постои ни ова. Кој што сака прави? И сега, на овој проблем што го кажавте вие, што го зборевте едно 10-15, не знам колку време траеше вашиот говор. Па и пола сат, монолог цел, удавив, отеков. Пола сат, али епохално, она студиозно и времеплов. И сега, што знам јас, ама пак се прашувам за кого? За кого? Значи, тоа е више страшно е оваа работа кај нас. Толку индолентност, толку незаинтересираност. Баш вчера го гледав
и Степче Акимовски, не знам дали гледате на канал 5. А викаше арената револуција која беше 3 месеца беше блокирано све, а не се каже. Сега 2 дена за автобуси, сите се на ноги. Абе става тамо кондури пред влада. Става. Имавме една златна ограда кована тамо на влада да ми ја дадува мене, да си употребам таа кована ограда. Сега има тамо полициска ограда, не знам дали сте приметили 2 години. Значи пред тие стубовите на владата стои политичка ограда. И никој ништо бе, никој имаше кована златна ограда. Мене да ми ја даде, јак ја направив, ќе направив ранч, некој ќе направив нешто бе. Ој никој ја не кажува, Грлевме дрва, фрлавме патики и кондури, 10.000 пара се наредија на Илинденска бе. Тоа е страшна работа. Сега е некоја индолентност, некоја незаинтересираност. Не можам да го сватам тоа, не можам да го сватам. На младите, јас знам многу луѓе, дека јас сум на 60 години, имам пријатели, имам ово, она. Абе сите отидоа. Абе сите девојки најубави иднината, најубави момци отидоа по Кипар, по Канада, по она. Што е страшна работа. И сега ние збориме што Пандев, Мандев, не разбирам што се збори, право да ви кажам. Место ова ден и ноќе да ситуација е катастрофална. Што рековте пат, па кај е патот за Охрид? Па нели имало бандера тамо на сред пути и ќе тргнеле и ќе го направиле патот? Па кај е поликлиниката у Ѓорче? Па нели таа поликлиника, бе нема више... Ке те оставам до крај на емисија. Феноменално збориш. Земи здив за да добиеш плюс инспирација. Ама кажувам факти. Нели ги имаме дуи на власт и им е дадено како никогаш досега. И ке кажеш, ајде ете, се албанската кауза си помагаат и ова и она. Човек, патот од Скопје до Косово, абе, вака не е направено. Ништо. Стои. Кршат коли. Милион коли. Македонци, албанци, косовски граѓани и да доаѓаат, нели, кој за шопинг, кој за работа, кој роднини, не е битно. Кршат коли. Не, значи камен на камен. И искача ќе каже, види, ние планираме тоа да го направиме. И ништо. Поминува. Како и автопатот кај Петровец, како Кичево, Охрид. Дали си возел Скопје, Миладиновци до Штип? Значи, како го остави ВМРО? Ама страшни работи. Како го остави ВМРО? Истите одрони, онака, камења несобрани, се стави. Само патарини ставија. Ништо друго. Ништо, само патарини. Не знам дали сте биле на и не е проблем. Пази, не се лутам на власта. Поминува кај нас, нема проблем. Казината и коцкарниците и кладилниците не ги спомнуваат, пошто по коцкарници не идат брзи кредити им смета, али у кладилници сите идат. Сите пензионери се таму. Јанко, нема, те молам, и ја грешка направив, преступ не требаше да спомнам. Да останеме. Организиран криминал. Многу добра поента. Значи, државава функционира. Функционира. Не, која само пробај, направи еден прекршок, ќе видиш како функционира. Како ќе те фатат, како ќе те казнат и се. Функционира, супер функционира. Кога нешто не си, кога им се замериш нешто, кога нешто ова гање немаш. Него путот за Крива Паланка, не знам дали сте били до Крива Паланка. Значи се прави со години и сега го прават, ставија тротоари како у Тафталиџе што има, како у населбиве, значи ако со кола со 5-60 се удиш тој тротоар, ќе летнеш на другата страна, на аутопут тротоари. Па тоа го нема никаде во светот. Значи, не знам дали ме разбирате, дали сте били до Крива Паланка. Значи, тротоар оној 20-30 сантима, и од лево и од десно. Тротоар, на аутопут. Тоа се, ама ова сега што се случува. Ние отвараме со дисџоке автобуски станици изградени 75-та. Знам. Абсурд.
Абсурд. Еве да кажеш, нели, корифеот, нивниот идол, нивниот човек кој ги донесе промените и животот од Струмица. И викам, возам и по патот, викам, и едно време викам на сопругата, морам да признам, одамна не сме возевме лето некои свадби, стварно направен пут, ноќ тип идам и кога една толку малце нешто иде една делница, кога она останатото што го памтиш од детство, калдрмана, она викам, неверојатно, абсурдно е. Значи, доста, направивме 100 метра, доста трошиме. И искача премиер, кој ти вика, 1300 километри патна инфраструктура е направена. Абе, и аплаудираат. Знае дека лаже, ги лаже, овие ќутат. Исто као, еве, ќе ти кажам, Шилегов, кога ја направи она зелената ограда на зелениот појас на ГТЦ. Одлична идеја, знаеш. И тоа требаше све да биде. Ама направи само едно делче, ајде, ете, затер. Доаѓа соопштение, вика 1500 садници има таму. Значи, вака, му викам тогаш на Геровски, викам, ја пренесе веста, ја пренесе. Абе, човек, 1500 садници да ти ги покажам. На толкав простор, само да ги истовариме една до друга, оние наредени, вака. Да. Нема место, а камоли да ги засадиш со нешто. Таму нема повеќе од 300 садници, да речам. Па нема ни 300. Едино ако љубичицата ја сметаш за садница, еве, да ти кажа. И тоа поминува кај медиуми, и се вика медиуме, чекај бе, имам банерче. Не разбираш? И после има корупција. Па ке има, и тоа селективна. Да. И тоа селективна. Еве ти го, Боријан Јовановски вика, ова е добро, доаѓаат американците. Пази, Боријан Јовановски ти е човекот кој ги направи сите интервјуа со сите премиери на СДСМ и човекот, новинарот кој не убедуваше дека овие се најспособна власт у историја. И сега вика американците е добро што доаѓаат. Па американците што доаѓаат е доказ дека не се способни. Дека дека се корумпирани. Затоа доаѓаат американците. Што да кажам друго? Јанко, само Еве порекни ме. дозволи да ти кажам. Што го спомна Боријан Јовановски. Значи тоа се невладени некроизации, невладени телевизии, ама тоа се ствари владени, ама не на нашата влада. Значи не на нашата влада, тие се на други влади и си работат кај нас. Значи платени се од кој знае каде, од странски држави и они се представуваат тука независни телевизии, невладени организации, а тоа се уствари владини, ама не наши, него на други држави. Тоа е факт. Да ви кажам уште еден случај што ми се случи мене. Идам мој термин у болница. Не важи тоа. 9,5 ништо. И сега собрани у друштво, у круг и викам, слушајте бе, у 9:30 идам на мој термин, никој не те ни повикува, ништо не важи, а за разлика, викам, пред 6-7-8 години, че доам у 9,5, у 9:15 излагам, ме прозиваат. Која ми рипна два тројца, ти за Груевски, ти за Мијалков, а бе, чекај бе, кој го споменја Груевски, кој го споменја Мијалков, зборам за мој термин, бе, каков Груевски, каков Мијалков, што ме интересираат, за мене лично ме интересира, бе, не можам да идам на лекар, бе, не можам да се прегледам, бе, А што ти кажува тоа? Дека Па ми кажу, не е битно дали крадат и се корумпирани неговите, важно да се на власт. Нека се уништи све, само да се моите на власт. Ама ништо не функционира. Ништо не функционира. Еве, ја ви кажувам, ништо не функционира. Од образование. Нели рече функционира? Укради нешто, одма ќе те уапсат, ќе те осудат. Ќе те уапсат. Одма ќе те откријат. Да. Освен ако не им одговара, па вака дојави за бомби, дојави сега е ваму, сега таму. Страшно, ова е страшно. Јанко, извини, малку поише земав. Не извини, јас ти благодарам што се јави, затоа што другиве ја не знам зошто, дали не гледаат или не ги интересира или не сакаат. Она вашата ретроспектива што ја кажавте преска, тоа беше слика, како да црташ, И сега кој не го разбира тоа да се чуди? Ја да прво чудиш. место 6 празни, па Да.
Добро, фала, пријатно. Пријатно. Одиме се, благодарам за јавувањето, благодарам што на темата зборевте и тоа дадовте една добра поента, а таа е поента нели, организиран криминал и нели, перцепцијата дека државата не функционира. Море да видиш како функционира кога не се нивни упрашање, кога не е партијата која ја владее цела Македонија. Бидејќи видовте, во ВМРО има криминал и криминалци, во СДСМ има криминал и криминалци, сегде има криминал и криминалци, само у таа партија све е една лепа чисточа, една финоча, една прекрасноча и тамо само цветичи и зелено, нели, зелената агенда. Добро, ќе видиме, баш ќе биде интересно. Дали конечно ќе можеме да кренеме. Американците доаѓаат со тим за гонење на корумпирани политичари. Дали стварно ќе прават неселектирано, еве на пример, да влезат да видат владини и провладини новинари по колку земале кеш на рака, на пример кога работеле во ТВ1 кај Боки. Се зборат за суми по 4000 евра кеш на рака месечно исплаќани за да се тера агенда. Ама не може сега, знае. Види, знаеш како, волјата на американците е супер, ама те утепо е кој ќе видиш дека првото интервју го дава кај Цаци. Па Боки се јавува и гледаш дека сите тие луѓе кои стојат за целава корупција и едноставно, тоа е некоја порака која они преку нив ја праќаат. Зошто не отидат, на пример, на некој слободарски, да речам, појма немам, некој портал, ете, кој е онака независен. Нема везе, некој шапшал. Еве, дојавме кај тебе да испратиме порака дека никој не е заштитен. Не е национална телевизија која работи со сите влади и лапа милионски и така натаму и така натаму. Не, еве идеме вака. Еве на подкаст јас, амбасадорката, може подкаст да си направи без проблем. Вака. Шо не, еве, овдека. Се вее американско знаме. Шо не дојде тука? Не мора кај мене. Нека дојде, кај Мицкоски. Уредникот наш. Нека му дај интервју од тука порака. Исто ќе биде гледан и испратена порака. Ама ќе рече, пошто ние сме маргиналци, не играме со никого и така натаму и така натаму. Тука малце навеам, јас сум Go USA, сега, шо да ти кажам. Бидејќи, да се разбереме, не сум антируски. Ја ги поканив рускиот амбасадор, руската амбасада. Со години имав обиди за контакт, за интервју, за да дојдат, за промоција, за идеите, ово она. Си одбија, нормално, нивни... така. Океј, имаме следен гледач? Ало. Одлично. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Видете сега, автопат не се прави у гранична зона. И мора да бегате од него да пробивате нова траса. А таа траса е во камен. Ако одите во Волково, на железничката станица, и ако го свртите погледот према Косово, ќе видите дека на 500 метри има еден железнички мост. Тука ви е границата со Косово, а не горе на Блаце. Затоа што тука во тој дел има еден джеп од длабоко навлегување на косовска територија на македонска територија. А местото кај што оди тој джеп се вика Вражи и Вир, а тоа е на 2 километра после тунелите кај база Гранит. Сега вие во таа зона имате меѓународна обврска дека не можете да градите автопат. И мора да правивате нова траса. Дали е заради тоа, дали можеби ете да речеме е до оправдување до Гранит, пошто Гранит ја работи таа траса. А што се однесе за автопатот Штип, Миладиновци Штип, јас го прашувам каде е гарантниот рок на изведувачот? Како може квалитетно направена работа, платена, а вие веќе имате после 5-та година проблеми на тој автопат? Да ви падне подпорниот зид, ќе вемувам. Како што падна подпорниот зид во Пинтија. Квалитетно сработено е. Тука или кога збориме за корупцијата,
ние знаеме дека ќе дојдеме до ова дереđe. Па ние затоа го формираме и тоа СЈО, па после му направиме да лавера да го затвориме. Тоа СЈО има докази, нели, мина сега пред некои 5 месеца се појавија, кога Вилма Русковска се пофали дека намерно го држала бившиот директор на државната безбедност во притвор, и кога се дигна ука-бука по порталите и по телевизиите, дали е тоа точно, Вилма Русковска сама го кажа кој е снимателот. Ама тој снимател е главниот играч и во затварањето на СЈО. Со тие, нели, пријавите за рекет, па се зачудив како за Вилма имаше дело, а за граѓанскиот суд па нема дело да му ги вратат парите што го рекетирале. И таа, знаете, една коализија е тука на судот, како може за иста работа паѓаат различити пресуди. Едниот докажува кривично дело, ама вториот вика нема кривично дело затоа што и да ви ги земале, вие сами сте им ги дале. Сега, ако сам си ги дал, тогаш како има изнуда? За да биде рекет. А рекет е кога се употреба на сила, закани или било што, вие морате да платите нешто за да не ви се случи нешто. А ваму судот докажува дека не сте ги дале со изнуда, него сте ги дале доброволно. Се стакале да спасите образот. Ние затоа и го затоа што кај нас немаше корупција, се беше мет и млеко, ние затоа го формираме и тоа специјално јавно обвинителство, затоа што актуелното јавно обвинителство многу работеше. Че немате представа како работеше педантно, све беше подредено цакум-пакум и едноставно овие решија преку ноќ да све тоа уништат, за да добиеме на фамозна изјава од еден покоен сега јавен обвинител, дека и да имало криминал, застарел. И па јас сега да беше жив ќе го прашам, а што му беше него задачата да работи? Затоа што делот каде што некој покажа дека има криминал, а не сме тоа ние, тоа се странците што го финансираат делот, го затворија газдата на фирмата што ги изведуваше. Само тој живееше во Грчка, не живееше во Македонија. Знаете, со една фамозно подигање на грците пари од Стопанска банка во Неготино. Сето тоа беше сигнал дека нешто се случува, меѓутоа не се опаметија нашиве политичари. И едните и другите. И сега доаѓаат американциве и сега почуеме 2 дена ука-бука зашто дослед американците ќе не го следуваат правниот систем. А имаме 8% доверба во судството и во обвинителството. Пред месец дена се случи скандалозен избор на шеф за обвинителство за организиран криминал, а што е најголемата трагедија, па обвинителите немаа храброст да се, некои обвинители па немаа храброст да се кандидираат. И имаме тоа проформа кандидирање на тројца обвинители колку да се заврши изборот. Сето тоа беше сигнал, а и сите добро го знаеме ние што се случуваше во оваа држава и секој ден кажуваме дека не чини, дека има криминал. Па некои се потрудува од политички причини да заташкаат менување на закони, знаеш, има и за тоа нели има едно клипче се појави кога разговараа за таа фамозна парцела во Тетово, за тој црногорецот што сакал да ја купи, па нели и таму имаше едно фалење на еден наш политичар кој се пофали. Добро, вака сума сумарум. Твоето размислување, доаѓањево на американциве, што мислиш што ќе донесе? Па не знам, ќе видим, они имаат актуелен предмет во рацете 100%, ја ви гарантирам, тоа е Маđar Телеком. А никој не сака во оваа држава да разговара за тој предмет, зашто е во фиока, во судот. И срамежливо се суди, да не кажем на 5-6 месеца се суди, се чека да застаре. Маđar Телеком, ова е интересно, го акцентирам, го запишувам, го штиклирам, да го памтам и да се подсетам. Ти благодарам многу, имам и други гледачи, те молам. Чекај за... Благодарам, морам, знаеш што, прво, ја веќе не сум тие години, не можам, ја завршувам емисијата уште 1-2, толку ми е реконвалесцент сум, физички и психички сум многу исцрпен, можам уште 1-2 јавувања и толку. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Јанко, американската амбасадорка што пристигна во Македонија, пристигна по мене со една цел. Да ја притисне опозицијата, да најде тие 8 души што треба да ги најде и да се измени уставот,
не за да се спроведе францускиот предлог. Францускиот предлог е изговор да се стават албанците рамноправен народ во Македонија и после они со тоа вметнување во уставот, они ќе можат да си се одвојат како дводомен парламент, да си направат своји одцепувања и да си ја расцепат Македонија. Каков криминал, какви бакрачи, тоа е све жива превара. Тие, како прво, она не требаше уопште да се види ни со Ахмети, ни со Ковачевски, додека не дојдоа луѓето и да почнат да работат. После ќе ги направише средбите. Она отиде тамо по мене да се договорат, Ахмети да си даде списокче со пониски некој ешалон на луѓе кои што ќе треба, помпезно да ги кажат дека еве испофаќавме криминалци во ДУИ, некои ситни риби ќе отидат, кај Ковачевски ќе даде список тие ситни СДСМовци да отидат, ситна риба, а големите ќе си останат и ќе кажат пред еве луѓе го откриваме криминалот, го сузбиваме, све е средено, не се секирајте. Самата амбасадорка се издаде на ТВ Сител на вестите. Самата кажа директно: виновна е опозицијата. Како бе ти дојде кога биде? Самата кажа дека она зашто е дојдена. Не требаше да изјави таа изјава. Зашто е виновна опозицијата? За обструкциите во државата. Не потенцираше точно за францускиот предлог, а нешто за парламентот што се кочеле некои закони. Самата не требаше она. Ти ако си дошла за сузбивање на криминал, не треба одма да кажеш кој е виновен. Еве, гледате ги вестите на ТВ Сител, кога новинарката ја прашуваше, таата сама кажа дека опозицијата е виновна поради некои работи што не се во државата спроведуваат. И што сака сега? Тоа ти е јасно. Дојдена е со цел. Се знае која цел. Да ги присили опозиција, да го изгласаат, да го сменат уставот, да го отворат уставот, да ги вметнат албанците како рамноправен народ, иако не се 25-6 ги направија, тие се ните 16, како што ние не сме 2 милиона, него сме 1.200.000, колку ни отидоа луѓево. Ама тоа е све народ, не сме никој да го чепне, бе. Кој збори сега за пописот? Дали некој спомна нешто за пописот? Овој тамо што си е главниот си кажа и резиденти, не резиденти, тие кидат во проценти и крај. Никој, сите ќутат, и опозиција, и позиција, сега терат работата, овие вамо, сега ќе си ги донесат закон. Тоа е поентата. Тоа е, значи да се стави албанскиот народ равноправен, за тоа го отварат уставот. Бугарите, еве бугарите ги притискат преку Холандија и ова им кажуваат, ќе го удриме тамо, не може да влезете у Шенген зона, ако не го повлечете тие 3 амандмани во францускиот предлог, они ќе го повлечат, ама после па може да те блокират, кога сакаат. Тоа е све политика, бе. Криминал! Криминал у Македонија! А Македонија е рај за криминалците. У други земји, у Мексико, у Колумбија плачат за оваа наша држава, они да живеат тука. А тоа човече криминал, кај ќе стигнеш, бе? Кај ќе стигнеш? У секој срж. У полиција, у војска, у здравство, абе сегдека. Сегдека. Дали знаеш што се донесе сега со закон некој во собрание се донесе протнал тамо, никој ништо не кажа. Секој производ што ќе се продава во Македонија мора да биде и на албански. Секој. Види, искрено да ти кажам, мене не ми смета. Не ми смета искрено, значи една Швајцарија тројазични им се производите, па никому ништо. Туку мене ми смета корупцијата, мене ми смета криминалот. Па нека има и 6 јазика, драг пријателе, да ти кажам. Но, слушај, твојот немезис, драг противник кој се јави претходно, каже една поента дека една од главните теми за кои он смета дека сепак има, нели ти изнесе твоја теорија, многу интересна, ќе биде ова на интернет, нека ја дебатираат луѓе. Ти благодарам за тоа, но он го спомна Маđar Телеком како голема афера која не е разрешена, а која имаше одеки дури во судовите во Соединетите држави. Мислиш ти дека нешто и таа работа ќе видиме сега? Бидејќи ако е Маđar Телеком, таму некои високи функционери на
Дуи се инволвирани и се спомнуваат? Ти текнува? Абе како во Дуи? Како во Дуи? Најглавниот голем човек во Македонија, тој го правил целиот криминал. Самите го кажа, со име и со презиме. Како сега он треба, американка амбасадорка треба да му рече на премиерот дади ти оставка да ту апсиме заради криминалот во Телеком. Хај го има тоа, бе. Нема шанси. Абе ситни риби некои службеници ќе отидат како за овие пасошеве што ги дава за криминалци не бил кривит тој што се наредил од згоре, дај му пасош на тој тамо, она што го спикала, таа отиде во затвор. Еј, тоа со пасошите, друге. Па исто ти е тоа, бе, Јанкове. Мислам, дали има земја каде нема министер да биде доведен на одговорност или да поднесе барем морална оставка заради такво нешто? Пази, тоа некој ситно го правеле, као ја и ти на шалтер работиме и ни текне на најголемите криминалци и не знам овие оние ќе им даваме пасоши. И тоа си помина глад. Пак велам, не заборавајте, Деа, ја цела вечер ви пуштав инсерти од акцијата на агенцијата Деа. Тоа е агенција за борба против дрога на Соединетите Американски држави која делува и во други земји, каде што земјите не можат да се заради корупција да се. Значи они имаат 2-3 акции овдека во Македонија. И што ако има? Што ако има? На Заев фирмата не ни кажува дека тие што ги апселе за дрогата, на Плетвар што ги фатија. Има ли разрешница? Уапсија ли некого? На Плетвар имаше акција и ги фатија, точно. И што? Има ли некој осуден? Има ли некој крив? Уште се чува фиока, уште не е донесена пресуда. Абе, Јанкове, каква Деа, бе? Абе, ние сме појаки од Деа, бе, не зафркаве, бе. Ние, може и овие се јавиле, дојдете ви од Деа, тука и засликајте се, ајде да ви направиме реклама Америка. Абе, седи, бе, ово е дека ние сме, како да ти кажам, бе. Абе, министерот за надворешни работи денеска, кажуваат некој тамо дека треба да удари Македонија. Од Европска унија кажуваат предлог да Македонија стави визи за Косово. Министерот за надворешни работи вика, нема шанси, ја нема да дозволам. Чекај, бе, тој дали така се бореше за францускиот предлог, да рече, ја нема да дозволам францускиот предлог, а чипна за Косово, не, ја нема да дозволам да се удари виза од Македонија. Абе, као прво, Чекај малце, колеги, бе, мои веќе станаа погласни и од тебе. Има проблем горе, режија? Нема? Си знамуабетивте, си изгушкавте, си избацувавте што не се виделе одамна. Толумбите, еклерите изедовте. Ај, уште 2 минути да ја затворам емисијата. Имаш гледач на линија? 2. Почитуван. Само секунда и завршавам. Дај поента, јас стварно физички немам сила, значи, многу сум исцрпен. Еве, да поентирам. Значи, јас не се сомневам дека американскава амбасадорка е дојдена да го сузбие криминалот. Да, точно има криминал. Плаќа Америка големи пари овдека за да се прошири судството, да биде праведно и се комплет. Ама овдека, значи, требаше да дојдат без да седне на средби, да дојде список и да почне да апсат. Министерот за здравство уште Чекај. Сакаш да кажеш без гостувања по телевизија или овие формални средби со смешкања, со лидери? Нормално. И тоа мене највише ми вика сега како? Ова е како, знаеш она кога кучето обележува територија, овој не го рчкаме, овој не го рчкаме, овој не го рчкаме. Така. А она беше таму кај овој господинот од Дуи да им му даде список. Тој 100% го даде список. Овие собери ги, сликај се и готово. Абе требаше они да дојдат како што кажа, како што се представија, да испочнат да апсат, бе, уште не појавено на телевизија, да испоапсеа све живо и диво и после нека почне, нека се слика и нека прави некои работи. Оно е добро. Дај Боже да е така како они што викаат. Јас рука ти бацам ако почне да го спроведува тоа што го кажа. Океј, ти благодарам, дај да ја завршам, ја толку ми е силата, кога ќе се оправам, ќе терам и фул 2 сати. Сега за сега, стварно сум Blade Runner. Добро вечер за следниот гледач. Се откажа. Третиот. Колеги, бе твој? Да, повелете. Нема многу да те задржам. Во ред? 2-3 минути, 4. Повели.
наштов на телефон, принцип ми е да се представам јас. Од секогаш. Ево, ака сега, во 17 часот, денеска, преска, значи попладнало, ги слушам вестите на на телевизија 24. И првата вест беше, вика, делегацијата почна да доаѓа од Америка, вика. И одма после тоа во заграда, значи, вели, се спуштја скоро сите министри од владата, вика, да им се најдат, да им помогнат во све што им треба на нив. Мајко му сара, викам, се збори. Ја не сум видел, не сум присуствувал во некоја кражба што направи на овие сега. Меѓутоа се збори. Се, дали е така или не, ќе видиме, ќе се открие тоа, а мастите се спуштија, дури Али Ахмети за прв пат го истакнува македонското знаме и албанското знаме во речите и ги пречекува еден или колку... Боже, дај лабави горе. И Иди бе, кажи му да престанете, двај го слушам гледачи. Сега. Ево зошто конкретно доаѓаат Јанковије. Еден преска рече да гледа, рече за албанците да се отцепа, да се онова, нема врска тоа. Ја како албанец никогаш не, ако можам да дозволам, да не дозволам да се отцепаме, нема тоа никогаш да биде. Ние и така сме тука копши, секое време излегуваме, одиме кај сакаме, што сакаме и така натаму. Тие доаѓаат само заради отварање на уставот, да влезат бугарите во уставот. Ништо, забавте ми го зборот. Ти како албанец тврдиш дека токму е ова, а не борба против криминал. Посто и ќе ти се јавам кога тоа ќе се стори. Се слушаме, памти го ова, врзи си... Го памтам, врзи ќе си... ти го дам, ти мојот телефон го имаш, ми се чини. Не, за жал, не, уствари, нема ни потреба да го имам. Јавно јас и ти комуницираме. Еве, така слушај, битно ми е што си албанец и ова што го кажуваш, затоа што ќе те замолам, наскоро ние многу брзо ќе мора да видиме резултат и ќе те замолам за твое мислење. До март месец ова ќе биде. Ти благодарам многу за јавувањето. Благодарам вам, почитувани гледачи, благодарам на гледачите кои дебатираат токму на оваа тема, ретко задавам. Следните ќе бидат отворени теми и така натаму. Мислам дека не знам дали утре вечер ќе имаме, утре е некој празник, па дали празнуваат мојве или ќе имаме. Ако имаме емисија ќе биде исто отворена со телефони, но нема да биде ставена така со тема, така да ќе можете да разговарате за било што, не само за корупција и за казина или не знам што ви се прави мерекот. Трета работа е што ќе има некои интересни интервјуа. Наскоро ќе ви најавам кога, што и како. Очекувајте многу набрзо да ги видите Перо Антич и Данела Арсовска, актуелниот градоначалник на град Скопје, овдека да гостуваат во емисијата Јади Бурек. Тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.